прилика да се заблагодарам за присуството денешно на министерот Сугаревски и воедно да се заблагодарам за поддршката која што општина Куманово во овој момент ја добива од владата на Република Македонија. Очекуваме реализација на поголем број на проекти. Ова е многу малку во делот се што можеме заедно да направиме, вклучувајќи ги и граѓаните на нашата општина. На ваков начин се надевам дека ќе успееме да дојдеме во можност да добиеме подобра и поздрава површина, да изградиме посериозна инфраструктура, не само во општина Куманово, туку и во целиот североисточен плански регион, каде што најголемата општина е општина Куманово. Живееме во најголем плански регион во државата, но за жал најмалку развиен од секој аспект и владата го разбра тоа и веќе во следната година планира посериозни инфраструктурни проекти. Исто така, сакам да се заблагодарам и на сите граѓани кои што денеска не удостоија со нивното присуство во општина, дојдоа да ги подигнат своите решенија за легализација на диво изградените објекти и со тоа се стекнаа со право да истите тие објекти си ги впишат во имотните листови на нивно име. И исто така би сакал да апелирам до сите граѓани на нашата општина, кои што согласно законот ги испуштија роковите да поднесат потполни документи, од почетокот на оваа година се дава можност да се поднесат нови барања за сите оние решенија кои што беа поради технички недостатоци на непотполни барања поднесени, а беа одбиени со решение дека истите можат повторно да поднесат барања за легализација. Општина Куманово ќе се стави во функција целосно на граѓаните на општината да излезе во пресред и да реализира максимално што поголем број на објекти. Воедно апелирам до несовесните граѓани да не ги злоупотребуваат можностите и дополнително во овој период спротивно на законот да градат диво изградени објекти, бидејќи и државата, но и општината првенствено има намера да се справи со таквите појави. Конечно, еднаш за секогаш ќе мораме да го завршиме во целост процесот на легализацијата на диво изградените објекти. Благодарам. Колку решенија беа денес наредени? Значи, денеска имаме доделени околу 30 решенија, инаку од почетокот на самата постапка за легализација во општина Куманово имаме добиено над 18.000 барања од физички и правни лица, некаде над 7.000 барања се одбиени поради недостаток на документација, најголем број на технички пропусти, додека имаме решено над 5.500 барања позитивно. Спомнавте справување со дивоградите во наредниот период, дали тоа значи дека има рушење на дивоградите? Па, општината е должна да постапува согласно позитивните законски прописи. Таму кај што секоја дивоградба ќе биде лоцирана и фатена во самата фаза почетна на градба, секако дека ќе се излезе на терен, ќе се утврди и ќе се задолжи собственикот на објектот да постапи согласно законот, но ние сме тука за да градиме, не да рушиме и позитивниот тренд на владата и генерално во државата имаме намера да го задржиме.